Со темното минато како инспирација, уметници од Бугарија, Србија, Грција и Македонија во Битола ке творат за Првата светска војна. Пред да почнат да творат, уметниците беа во посета на различни локации во регионот околу Битола, ги посетија местата каде се наоѓаше Македонскиот фронт, локации каде се водеа борбите пред 100 години. Целта на посетата на овие локации беше уметниците да се инспирираат, но и да научат нешто повеќе за војната и последиците кои ги остави. Ликовната уметница Љубица Мешкова Солак е представникот на Македонија која ќе се обиде преку графика да ја пренесе својата инспирација на оваа тема. Се вклучи во проектот, навистина е интересен и предизвика, иако секогаш ваквите теми се комплицирани. Но ви дават простор многу да размислувате. Имавме прилика да посетиме многу интересни места. Практично имавме и водич, историчар, кој што, морам да го спомнам, професорот по историја Илјо Трајковски, кој што и негова специјалност е Првата светска војна. Од старт имавме многу информации. Уште ќе соработуваме, ќе бараме уште, се надевам, ќе најдиме живи сведоци барем од Втора светска војна, да осетиме повеќе близина од тој период, да не биде пренесено, за да имаме, како викаме ние уметниците, некоја приказна со која би се посоистоветувале и би имале повеќе инспирација за работа. Уметниците велат дека оваа тема не е лесна за творење. Никогаш не е лесно да се изразиш како уметник, особено кога ќе присуствуваш на местото и ќе видиш тие луѓе и ќе разговараш и ќе видиш, не можеш да останеш равнодушен. Пред да дојдам тука, имав веќе некои идеи на кои што сакав да работам, но откако ние пристигнавме и посетивме некои силни места, моите идеи се променија. Што е она што најмногу им остави впечаток? Значи, дефинитивно архитектурата, но и самите луѓе и баш ми е интересно да видам како луѓето од тука, како и на целиот Балкан, како се однесуваат во однос на архитектурата и на целата околина околу нив. Би сакала да работам со некои луѓе кои што ја искусиле војната и да се инспирирам од нивното лично искуство, исто така да прочитам архиви. Уметникот од Атина, гркот Аристеос Чусис, вели дека ова е можност да ги открие работите кои досега не ги знаел, за да ги разбере сличностите и разликите помеѓу народите на еден подлабок начин. Можам да кажам дека како грк сум еден вид на наследник на многу војни кои што се случиле во Балканот, кои што влијаат преку моите дедовци и мојата фамилија. Истражувам многу околу историјата, сум заинтересиран за таа тема и не е многу лесно да се изразиш преку уметност. Уметниците ќе творат во Битола еден месец како дел од проектот ЕКО, кој е кофинансиран од програмата Креативна Европа на Европската Унија, а како партнер организација се јавува Сфера Македонија.